Умилени во Русија, омразени на Запад, наклонети кон председателот Владимир Путин, но и тој кон нив, руската моторџиска група Нокни волци, кои имаат своји ограноци во повеќе европски држави, меѓу кои во Македонија, неодамна беа на турнеја низ државите од Балканот кои тие ги сметаат за пријатели на Русија. Посетија повеќе градови во Република Српска, во Србија и во Босна и Херцеговина. Според босанскиот министер за безбедност и според тамошната американска амбасада, посетата била закана по безбедноста на државата. Турнејата Руски Балкан се коментираше и во западните и во регионалните медиуми. Поголемиот дел од нив, со исклучок на некои српски, во турнејата гледаат обид за ширење на руското влијание на Балканот, особено во држави кои што не се членки на Европската унија и на НАТО. Угледниот магазин Newsweek директно праша дали Нокните волци со ова сакаат да разгорат сепаратистички движења. Дека се работи за ширење на руско влијание се сложува и Александар Попов, директор на Центарот за регионализам. Ова може да биде уште еден во низата потези за враќање на Русија на овие простори. Уште еден сегмент на политиката во која патриотските сили се поврзуваат врз база на православие, словенски дух и сентименталните чувства на луѓето. На новинарските прашања за односот на руските Нокни волци кон Западот и западната политика, но и кон руската власт, нивниот водач Александар Залдостанов, хирургот, речи си секогаш го кажува истото. Единствениот одговор кој можеме да им го дадеме на нашите непријатели е нашата солидарност со председателот на Русија и нашето единство. Ќе продолжиме да се бориме за слобода, за ослободување од американската демократија. Представникот на Нокните волци, Евгений Строгов, кој ја предводеше балканската турнеја, негира политика во нивната посета на Балканот. Интересно нам сербская культура, черногорская культура, другие культуры мира, то есть и, соответственно, хотим больше познакомить людей Балкан с русской культурой, с русскими традициями. Македонија не беше дел од турнејата Руски Балкан, иако Нокните волци имаат свој огранок и во Македонија. Нив ги предводи Ленин Јовановски, бизнисмен по професија, патриот по убедување, возел мотор до мотор и со хирургот и со Путин. Не постои ниеден факт, ниедна активност која што може Нокни волци да ги поврзе со некакво руско влијание овдека на Балканот, ширење или политичко дејствување. Значи, ние можеме да не видите со народот, можеме да поддржиме одредена активност, одредена манифестација, за која што ние сметаме дека припаѓа тамо на она ние што го правиме. Јовановски тврди и дека нема политика и во односот Путин-Нокни волци, а дека политичките ставови на поединци се исклучиво индивидуални, а не на целата нивна организација. Поврзувањето со Путин и Нокните волци може само да се гледа во оној дел како што е, онаму каде што ние како Нокни волци ги почитуваме собствените национални вредности, ги почитуваме собствената историја, култура, го почитуваме она што нашите предци го направиле во изминатите години војувајќи за собствените слободи, а оценката индивидуална на секоја личност во Нокните волци како политичка определба или како став кон одредени прашања е лична. Најмаркантната фигура на Нокните волци е нивниот лидер Александар Залдостанов. Тој е угледен московски орален хирург, пошто го добил и прекарот хирургот и личен пријател на председателот Путин. За западните медиуми и аналитичари тој е Путиновиот супермен на мотор, кој од 2014 година е на црната листа на Соединетите Американски држави поради неговите врски и активности со сепаратистите во Украина. Но за русите тој е романтичен патриот кој младите моторџии ги извлекол од маргините на општеството и станал своевиден символ на модерна Русија. Голем интерес за Нокните волци покажа и угледниот британски Guardian. Тој сними и документарен филм за нив. Филмската екипа престојуваше во базата на Нокните волци во градот Луханск на анектираниот Крим. Главните актери на документарецот, бунтовници со причина, и самите сведочат зошто дошле во кампот во Луханск. Меѓу нив и заменикот на хирургот Денис Кузнецов, кој за Западот во документарниот филм на Guardian вели: Распадот на Советскиот сојуз беше голема грешка. Тоа беше најмоќното царство на светот, а се распадна без испукан куршум. Се изгубивме, а за возврат добивме фармерки, гуми за джвакање и Макдоналдс. Еден од режисерите на документарецот, Джек Лош, за волците вели дека се комбинација на патриотизам, пропутинизам и православие, измешано со постиндустријска естетика на лудиот Макс. Почнаа како моторџии кои слушаат западна музика, а денес се дел од шоуто на Путин и негови најверни мисионери.
Членовите на ноќните волци се важен фактор во војната во Украина, а ние ги снимивме како поминуваат воена обука во својата база. Многу членови на групата загинале на боиштата, но многумина од нив и убивале украински војници. Она што јас го знам и кое што го тврдам е дека ноќни волци кои што од Русија одат на територија на Украина и учествуваат во конфликтот не постои. Уште помалку од Македонија, ниту пак некој тоа го побарал од нас, а дури да го побара, ние нема, мислам, никаква ни теорија, ни шанси да се согласиме со тоа, заради тоа што ние апсолутно немаме никаков интерес во тој дел. Рускиот претседател Путин е чест гост на парадите на ногните волци. Често вози на чело на моторџиската колона, а има и непотврдени информации дека дури ги финансира, критикува руската опозиција.